Целиот ден совршен, свет мирен и безгрешен го просиме од Господа. Струмичката православна епархија организираше свечена литија на иконата на Пресвета Богородица Брзопослушница. После вечерна служба во манастирот Свети 15 тивериополски свештеномаченици, таа вчера беше пренесена во црквата Свети Димитрий и Свети Григорий Палама во Струмица, каде се собраа голем број граѓани и денеска. Ово е, мислам, во моментов најсвечен чин за струмичани и сигурно дека недостасуваше овие 2 години во текот на короната. И навистина многу народ се собра, иако временските услови се малку неприкладни баш, но сигурно за секој верник и за било кој струмичанец ова е многу голем настан, затоа што го знаеме значењето на Богородица општо во сите религии, не само во христијанството. Пред се, значи, Христос воскресе на сите граѓани во Струмица и пошироко. Конечно, значи, дочекавме повторно после овие кризни моменти кои што помине со пандемијата, пак да имаме чест да учествуваме на литијата, кој што за нас представува еден Божји благослов, кој што секаде не мислам дека може да се одржи, затоа сите треба да бидеме среќни и да се радуваме што Господ Бог ни дозволи ова литија повторно пак да се одржи во нашиот град. Овој чин за мене значи голема радост. Тоа е голем чин за нас, струмичаните, да ја имаме честа, да имаме ова икона дојдена од Света Гора. Тоа. Иконата на Пресвета Богородица Брзопослушница од црквата Свети Димитрий и Свети Григорий Палама беше пренесена на Струмичкиот плоштад, каде на присутните верници им се обрати викарниот епископ Јаков. И Бог да не сочува сите нас од такво зло. Затоа не се собравме денес да ја прославуваме или чест да ја одадеме. Таа нема потреба од тоа, туку се собравме да и се заблагодариме за сето ова и за многобројните нејзини чудеса и чудотворства и грижа за нашиот род, за нашиот народ. Тука сме да ја замолиме и да ја поканиме да влезе во нашиот живот и во нашите срца и да не научи, бидејќи таа најдобро знае како се прави тоа, она чија што утроба стана богородична, а светите оци начело со Свети Григорий Палама велат дека таа пред да го прими Бог воплотен во својата утроба, го роди во своето срце. Иконата во Струмица беше донесена на 12 март 2017.